Овој пат екипата на емисијата Луѓе и места ве води во Централна Македонија. Ве водиме на еден мијачки остров, како што некои го нарекуваат. Остров на мијаците, сместен во падините на планината Бабуна. Остров, опколен со прекрасна природа, препознатлив по многобројниот папрат, растение од каде и го добило името. Папрадиште е нашата дестинација овој пат. Селото Папрадиште припаѓа во областа Азот во западната страна од Велешката околија. Од Велес е оддалечено околу 50 километри и донеко се стигнува по тесен, но асфалтен пат. На излазот од Велес тргнувате на кај Чашка. Попат ќе поминете низ два римски моста на реката Бабуна. Мостови за кои римјаните не можеле ни да претпостават дека после толку време од нивната изградба, тие се уште ја извршуваат својата функција. Богомила е поголемо село од повеќето кои ќе ве пресретнат по патот кон Папрадиште. После Богомила, патот се дели на два правци. Едниот е кон Нежилово, а другиот кон мијачкиот остров Папрадиште. Во Папрадиште најпрвим пристигнавме во планинарскиот дом. Поранешно училиште, денес реновирано и адаптирано во планинарски дом. Во домот не пречека домарот Трајко, папрадишки зет кој фасциниран од Папрадиште одлучил да биде домар во домот и да им посакува добре дојде на случајните и намерните гости. Истото се случи и со нас. Во некогашната даскалска соба денес гордо се закачени сликите на истакнатите дејци од Папрадиште. По прошетката низ домот, нашиот сега водач низ Папрадиште не однесе кај уште еден трајче. Чичко Трајче Ристовски, последниот иселен од Папрадиште, но и најупорниот за повторно заживување на селото. Тој ќе не води низ оваа мијачка приказна од потпадините на планината Бабуна. Ајде, гостите носиме. Според преданијата, сегашното село е изградено врз темелите на старото Папрадиште, кое постоело поодамна и било едно од хасовите на турскиот цар. Во пописната 1471 година во турските тефтери било забележено дека селото брои 7 куќи, додека во 1544 година 26. За тоа како се испустело старото Папрадиште постојат повеќе преданија. Едното од нив вели дека селото се испустило поради големите давачки кон султанот, додека другото е поврзано со разбивањето на Карпошовото востание, востание во кое папрадиштани ги помагале народните ајдуци против османлиите. Но кога османлиите ги повратиле слободните територии, местното население го напуштило селото.
Ова проклетство, но и победата над него се повторувала неколку пати во историјата на ова село, кое станало мијачко околу 5-та деценија на 17-тиот век. Првите доселени во Папрадиште се мајстори што граделе некој објект за време турско во Велес, од Западна Македонија, мијачкиот дел. Меѓутоа, различна климатските услови од кај што живееле од планината и во Велес, почнале да протестираат, да откажуваат, да сакале да си одат, да откажат работава. Тој им рекол, нема да си одите, ќе ви ги донесам и фамилиите овдека, да не бидете сами, во Велес, жени, деца се, за да се догради објектот. Направиле така, ги донесле семејствата во Велес, и тоа одовде, да појдеш во Велес одеднаш, да смениш климата, тоа е тешка работа. Велес е вистина тешка клима, за разлика од овдека планинска клима. И од тој себеп тргнале да одат од село в село. Сите места ги поминале од Велес до овдека околу 50 км далеку. Нигде не им се бендисало, поготово на жените и децата. И кога наишле овдека на овој простор, вистина зеленило, намрска висина, убава гледка, од изгрев на сонцето до завод на сонцето, цел ден се гледачме, таму на источна страна. И кога наишле овдека, виделе обрастато со папрат. Си рекле и жените, поготово на наш јазик, мијачки. Овде е како коде нас. Откако се доселило селото овдека, еден дел од населението се занимавало со сточарство, овци, а до 100-200, некои семејства колку за своја потреба по 60, говеда, товарен добиток. Добар дел од населението е печалбарски расположено. Скитале по светот, речеме, во поближниве држави, во Грција, Бугарија, Србија, низ Русија, каде не скиталете. Меѓутоа, по ослободување, после 45 година, се формира општа земјоделска задруга, познате тие задруги во многу села, која се занимавала со трговија, продавници имаше, откуп на земјоделските производи, односно сточарските производи, откуп на лековите растенија, се што може да се најде овдека, богато е место со тие лековити билки. Меѓу другото, не знам точно која година, донесо една машина голема, парна машина за бичење граѓа, буковата граѓа. Бичеја прагови за железницата, талпи, штици, летви, правевме гајби за разни земјоделски производи. Меѓутоа и ја пареја таа буковина. Едно од најскапите дрвени материјали е парена буковина. Тоа беше една гранка што работеше дрводелието горе. Друга гранка беше женскиот пол, поготово девојчињата, се отвори килимара овдека. Правеа тие персиски килими, така е. За подоцна да донесоа, тие што воде за другата беа напредни луѓе, вредни луѓе, иако без многу наобразба, донесоа некои инструктори да ги научат девојчиња жени да плетат корпи женски од пченка, од таа она класа што е завиткан. Па мен ме заглавија тогаш да бидам моделар, уште како детише, поголеми, помали, оваква форма, онаква форма. Имаше струја негде околу 1955 година, Папрадиште, кога немаше да наречем ниедно велешко село струја. Донесоа мотор, наречен Аран, агрегат некој на нафта, произведуваше струја колку за осветлување на селово. Јас мислам да не дека офалање дека ни градска населба дури сега нема така организирана како што беше Папрадиште. Библиотека, сала за приредби, имаме фолклорно друштво овдека, стрелачко друштво. Мијачката куќа е позната како куќа на високо. Во селото многу ретко, а може и да немало едноделна куќа. Оние побогатите ги покривале куќите со турска керамида, а посиромашните со слама или со плочи. То не дај Боже куќа да се запали. Цело село сме за 5 минути собрани. Или кога се прави куќа, сите одим да помагаме, како и пари. Имаше еден убав живот. Или свадба се прави.
Па нема куќа неканета. Село се канеме. Имаше слог, имаше разбирање убаво. Женење и мажење исклучиво да е девојката одовде да сожена. Или евентуално, ако нема овде, во Ореш. И заради носијата, специфична нос има. Ова носија е папрадишка. Сите ја носиме, како девојчиња, млади, стари, порано се носеле. И така сме ги везеле на рака. И мајките на рака ја пределе така. Исто и ги ткаеле, ги везеле. Овие рокави како ја, девојче су ги правела за чеис. И на носија се изработувала цела година. Да ти кажам цела така. За венчавка што сме правеле, тие носи цела година сме ги правеле. И така и по 2-3 години сме биле верени колку носијата да направиме чеизот. Тоа е од волна. Поставено, предено. Овие исто и тие, рукавите, што ги носиме, правени се исто од конец, што ги пределе мајките. Исто ткаено и тие што се футите ткаени. Овие исто и тие правени се, таа на глава се носи. Прво, ова минтање се облекува здола. Тука вака се облекува. Потова се облекува кошулата на здола, на минтанот. Ова се вика клашеник. Згора се облекува над кошулата. После скутина ми ја викаме по наши, иначе фута ја викаец, ја опашуваме над сето тоа збора. И после дарпната се става на глава. Дарпна го викаме тоа. А позади се има и препашка и појасове ја го викаме. Позади се става тоа. Секој дневно се носела порано. Секој дневно. Девојчињата, младите, старите, секој дневно се носеле. После некоја година веќе почнале да земаат такив фустани, басми да круваат, фустани да носите. Во минатото, нашиот народ како да ја имал непресушната желба да си гради митови и преданија за работите кои не можело да си ги објасни. Многу често низ селата во Македонија ќе го сретнете митот за скаменета невеста или скаменети сватови. Таков мит имаат и папрадиштани. Позади мене таму има планини, како да ги наречам, наречени сватови. Според кажувањето на нашите постари луѓе, се случило тука некои луѓе да поминуваат свадба правејќи и се скамениле тука, се здрвиле. Постоеше верување, кажување дека младоженците биле многу роднина, брат и сестра биле. Господ ги скаменил за да не дојде до онај интимен однос, да речеме, меѓу брат и сестра. Се веруваше во селото по старите луѓе дека овие кажувања биле веродостојни. Се наоѓаме на каменот наречен Марково стопало или по наше мијачки стопалка, Маркова стопалка, во реонот на село Папрадиште. Се зборува дека крали Марко скокнал дури од тој рид таму, со коњот згазнал овдека и тогаш ја направил оваа дупка, оваа стопалка. И населението смета дека е божествена дури помага тука. Од водичката користат се мијат, парички оставаат. Значи, на крајот од село Папрадиште. Тоа го пишува и во книгите на Цепенков, како легенда. Дека крали Марко силен јак скокнал со коњот од тој рид таму дури, овдека направил трага. И честопати е посетено ова место и од нашинци папрадиштани тука, и од сите луѓе што идат како планинари во планинарскиот дом Папрадиште, Чеплес, обавезно идат на прошетка тука до овој камен Марко Стопалка. Ако погледнете со камерата натаму, се види дека е сето завиткано во шума. Полискиот дел, леска, габер, даб, од ова рамиште нагоре бука. Многу
обдарена планината местоположбата со води. Зашто во село има околу 20 бунари, околу 20 малски изворчиња, чешмичиња. Некојаш донесоме уште неколку чешми во село, за да последние години донесоме и водовод. Па дури бев ја задолжен да одбереме кој извор, го одбрав најубавиот извор што ми беше мене уште како дете, и сега нема куќа која нема вода дома, водовод, со сите оние градски шареци, купатила, бољери, се што треба. Папрадиштани се вредни луѓе и големи домаќини. Природата им дала услови за собирање на бројни шумски плодови, лековити билки, но и прекрасни ореви, кои кога ќе дојде време за берење, некој треба да се качи на дрво и да ги исчука од гранките. Тоа не е проблем и за Чичко Марко, кој покрај своите години вешто се движи по гранките на овој папрадишки орев. Папрадиштани за своите славни соселани може да ви зборуваат со денови. Со пиетет и гордост раскажуваат за нив. Одовде потекнуваат многу значени личности. Ја мислам што ги нема ни село, ни град во Македонија, ни околија. Да речеме од градежништвото. Андреа Дамјанов со тајфата од Папрадиште има градено на цел Балкан признати најубаво изградени верски објекти, цркви, манастири. Почнувајќи од Сарајево, Приштина, Ниш, цела Македонија. Во градежниот факултет има востановено награда за најдобро архитектонско решение на годината под името Андреа Дамјанов, таму ми спомени. Со тајфата, не еден, тука се 10 души. Од таа гранка е и тој мајстор што градел црквава наша одека, Ѓорѓи Новачевски Џонгарот, папрадиштанец. Покрај други во помали села има изградени црквата во Штип Свети Никола, нашава црква и купа уште други цркви, со тајфа исто така негова. Од тука се зоографите Димо Андонов Папрадишки, Ѓорѓи Зоографски. Да не речам дека во тоа време немало сигурно достојни мајстори. Сега може да има и пред тоа. Од тука потекнува овој Димитрија Чуповски. Заедно со брат му Наце, уште еден папрадиштанец Павле Ќуравковски. Со Мисирко го прават првиот буквар наш македонски. Тоа македонско научно литературно другарство што го води Чуповски во Русија, тој го финансирал. Материјално тој го издржувал. Таму се собрани сите наши највредни луѓе, учени од армија, иако бил забранено овдека на овој територии да се делува политички како било, таму биле собрани. Да не заборавам, одовде и семејството Попјорданови Верас, Миле Попјорданов, атентаториот Солунски. Дедото нив ни одовде, Попјордан. Дори кога се селил одовде, на се не оплачило, зашто ни бегаш. Па им викал, немам терен за работа овдека, мисля политички. Што ќе прави овдека со тогаш 400 души, 500, ќе одам негде кај што ќе опатам поголем круг на луѓе. Да не заборавам за Ќуравковски, да кажам, студирал градежништво во Америка. Оттаму донесло стаклени ѓерамиди. Кога ќе кажам стаклени ѓерамиди, мнозина се чудат, сега може би произведуваат. Тие се пред 100 години донесени. И тој еден од добрите градители. Градил мостови во Конго, Бразил, Африка, доле денешен Заир, како се вика. Или да завршам мислава, ако некој ме праша од каде си, од кој крај си, Бог, да не сум од крај, јас сум од средина, и географска, и културна, и градителска, и уметничка. Да не кажам дека имаме тука академици, Данчо Зоографски покојни, Катица Ќуравкова. Имаме ќе неколку доктори науки, веројатно за час станати академици. Кој село ги има? Кој град ги има овие луѓе? Меѓутоа држава мало посветува внимание. Една спомен почна да ставиле на Никола, одјочем на Чуповски, 78 година. Зар не заслужува да направиме еден спомен? Инсистирав како да донесу костурот, коските на Чуповски, да ги закопаме овде. Некој ми сугерира, вели, трајче тој е голем човек, и па дека е голем, ама па Прадиште, не е од друго место.
Овде се собираме на спомен плочата, на Чуповски пријател што има само данга спомен плоча. Муабети, раскажувања, дечиња си пеја, си свира на тамбури. Кој друг ќе му направи таква чест ако не овдека неговите? Папрадиште, оваа неимарска, зографска, резбарска колевка од неодамна беше и собиралиште на сликари и копаничари од повеќе земји. Тие својата инспирација ја црпат од прекрасната природа на Бабуне и околината, а тие убавини ги пренесуваат во своите дела на колонијата папрадишки мајстори. Папрадиште си беше само по себе приказка, порив, инспирација, етногенеза, корени, природа, амбиентот од мештаните се случуваше во период кога за Петровден, значи обично тука се гледаше од почеток на јули, првата недела да почне и Петровден да бидеме таму, кога се слави славата, пошто црквата се вика Свети Петар и Павле. Значи, таа недопрена убава инспирација за уметниците, убави креации испаѓале, убави дружби. Луѓе го посетувале Папрадиште баш поради таа енергија што сме ја давале ние таму. Јас на своји тогашни 45 години го засакав, или го сакаш или не го сакаш. Мислам, тоа беше љубов на прв поглед. Му се навраќав често во приватна режија, дали сам, дали со мои драги луѓе, дали фамилиарно, со модел. Мене ми значи многу, мислам, Папрадиште и додека сум жив ќе го посетувам и ќе го промовирам Папрадиште како место, како убавина. Овде сум роден и јас и невестата, овде ги родиме децата, овде ги пораснавме, овде потекнуваме. Кај има побаво место од ова? Зашто да ми Скопје таа пустелија, тие јадници возила, смрди, дави, неред, бирутија, нека ми просто Скопјани. Овде ми е 100 пати побаво. Еве работам неколку занајаци, физички, тешки, одам и по дрва, наравно да носам горе. Воопште не осеќам умор. Иако се заморам, само една воздишка да ми дојде, се ми излегува, сета мака, сета нервоза, сиот умор. Ги оставивме Папрадиште и папрадиштани да уживаат во оваа недопрена убавина во центарот на Македонија, како што велат тие. А ние, за 7 дена, на некое друго место, со некои други луѓе.